Иако можеби не одиграл улогата на Дон Кихот на штиците што живо значат веќе 2,5 децении, Дон Кихотовски се бори да го заживе Охридскиот професионален театар. За долгата битка со властите и политичките елити, за културната хибернација на Охрид, за значењето на театарот во развојот на демократијата и слободниот дух. Без запирки разговараме со Горан Стојановски, актер и режисер, човек кој има одиграно повеќе од 100 улоги, популарен и по улогите кои ги толкувал во неколку телевизиски емисии. Во Охридски разговори денеска со Горан Стојановски. Охрид, град на културата. Дали тоа само фраза денес? Како стојат работите тука? Според мене Охрид е град на културата. Несомнено. Значи на старата култура. Дека тука некој пат нешто многу се случува. Навистина се случувало многу. И сега може да се рече така преку тие ископени ние доаѓаме до одредени артефакти и факти. Да, овде имало театар, имало гробници, имало цркви, имало многу институции и во свое време тие си ја вршеле својата работа. Значи преку тоа се открива историјата. Моето прашање е малку поинакво, што кога откопаат после 1000 години, дали ќе најдат пак театар или ќе го најдат истиот стариот театар, ме разбирате? Она што било, значи некои луѓе тогаш го правеле. Она што според мене недостасува кај нас е стимулирање на живата култура сега и овде. Значи да се воспостави континуитет. Охрид како град е предизвик за секого. Значи за секој културен работник е предизвик, да речеме од еден систем на резиденција што го викаат европјаните, ако 50 артистички групи од светот знаат дека тука има многу силна професионална куќа со убави студија и така натаму, секој пат ќе дојде. Значи, тие сакаат мир, сакаат убавина, ама сакаат и многу убави места, професионални места за работа. Тоа е една многу фина алка како може да се привлечат така културните туристи да бидат дел од туризмот, да речеме во Охрид. Културата не е само начин на однесување духовна храна, тоа е и идентитетски код. Да. Како ќе не препознаваат нас, идните генерации, каква трага ние ќе оставиме за нив? Што ние правиме денес? Имаме ли вметнато свој културен код? Па гледам јас во Македонија многу луѓе со сета сила запина, значи имаат одреден борбен дух, свеж дух, чист дух. Англичаните го викаат entrepreneurial spirit, значи дух кој сака да надкрене, кој сака да во име на човештвото се надкрева, во име на благородноста на таа идеја. Значи, кога би имале повеќе луѓе со такви мотиви, да не тие мотиви денеска запираат пред создадената коруптивна системска мрежа, која се инсталира од немоќ или пак од интерес. Во бизнисот интересот е супер, ама по договор, а не по личен интерес. Тука мислам дека е заглавена културата, уметноста и идентитетот. Разбирате, ние побрзо би зеле некој динар за да начиниме нечие, да извршиме нечија наредба, отколку така да се бориме. Ме разбирате? Тоа она што недостасува кај нас, борбеноста на духот во секоја една област. Разбирате? Тоа, ако би се вратило, ако луѓето се со вистински ставови, со вистинска сила, вистините, така, што се вика, тоа што е речено, нека биде и печено, можеме да напреднеме. Ама за тоа треба да се воспитуваат генерации. Нашата приказна можеме да ја смениме ние, кога сакаме и ако сакаме. Разбирате? Тука ми се чини дека е оној проблем кој
суштината на проблемот на создавање на идентитет. Тоа е борбен дух. Разбирате, борбениот дух ако се запази и разумно ако се гледа, тука мислам дека нема да имаме никаков проблем. Што викаше Ѓорѓе Балашевиќ, заедно смо скупани. На 25 години актерска кариера, режисер, театарски работник, менаџер, продуцент. Во вашата биографија, во вашето CV, добро е тоа подцртано, стои еден од оние кои се залагаат постојано за формирање на професионален театар во Охрид. Иницијатива која тлее со години, иницијатива која добина динамика во 2010 година, иницијатива која конечно стана и реалност и стварност, создаде репертуар, има професионални актери, се случуваа представи, се полнеа салите, но дали Охрид го доби театарот онака како што вие сте го замислили? Не. За жал не, јас неколку пати сум рекол и ќе повторам сега. Охрид, покрај својата географска поставеност, е сила за да направиш било што од областна култура. Значи, тука завршуваме, тоа е точка. За да се направи во Охрид театар, значи, каде и да е, покрај таа географска определеност која е прекрасна, на светско ниво зборувам, имате актери, има опрема, има простор, има репертуар. Ако тоа некој во Охрид не може да го види, мислам дека треба да се постави прашањето на другото место. Ние се направивме. Вие сте сами сведоци. Се е направено. Јас сум исто благодарен на директорите од националните театри во Македонија, бидејќи веќе сме во преговори за создавање на репертуар во годината кој ќе се случува тука во Охрид. Јас можам да дадам свое мислење зошто тоа сето не се случува. За жал, многу луѓе кои се надлежни за тоа би го сватиле, ова е за или е против. Ало, се работи за нешто што после толку години, после укинувањето 50-тите години, сега се случува. Значи тоа се луѓе едуцирани, завршиле школи и се вратиле во Охрид, не избегале во Скопје. Значи, тука се нивните родители кои финансирале за тие деца да бидат она што се. Тука е да не ја забориме најважниот елемент, публиката охридска, која најмалку треба да се запостави. Значи, јас сум голем оптимист дека театарот ќе се институционализира многу брзо, затоа што елаборат е доставен до Министерството за култура, доставени се предмети и во општината Охрид, но мислам дека државата за брзо време ќе одговори позитивно на ова прашање. Треба да се сведе културната програма на Охрид, понудата на култура на Охрид, само на фестивалот Охридско лето и набиените збиндувања во текот на летната сезона, кој и онака е кратка. Може да видиме се што од високи културни достойни до шунт кој се продава како уметност и култура. Апсолутно се согласувам со вас. Охридско лето е врвен фестивал на Република Македонија и тоа треба така да биде. Јас сум дури и програмата да се збогати. Но тоа трае месеци нешто. Потоа што? Потоа Охрид запаѓа во одредена културна хибернација. Тоа е факт. И сега, ја се прашувам дали луѓето размислуваат за одредена стратегија како да се разбие таа културна хибернација во Охрид. Или не, или тоа е сосема доволно, нели? Ние ќе го искористиме фестивалот само за развој на туризмот во Охрид. Па мислам дека словенците профилира и профитира од тој туризам преку цела година. Оно што ние треба да го направиме, претходно спомнав така, ако една установа се направи да биде професионална, тогаш јас ви гарантирам дека многу артистички групи ќе доаѓаат во Охрид само на тренинзи. Плаќат кири и така натаму. Значи, од таа област може убаво да се заживее. И дека театарот треба да биде на прво место во Охрид, посебно во тој период на зимска поспаност,
е непобитен факт и непобитна потреба. Значи, ако јас сум слушнал многу пати дека театарот го споредуваат со одредени концерти, настани, тоа е друга култура, тоа е естрадна култура. Значи мора да се направи дистинкција. Тоа е сосема друга работа. Ама за ова што зборуваме до сега, театарот, како да ви кажам, тоа е ко на софра да немате лепа. Може ли Охрид без театар? Не. Може ли без образование? Може ли без здравство? Може ли без социјална заштита? Не. Разбирате, сега ќе се вратиме. Значи, театарот е еден од тие феномени кои можат да помогнат во развојот на човекот, на развивање на свеста, од детски представи, од програми кои проект ориентирани програми помогнат во борба против дрога, против криминал, против сите овие работи. Запад го работи тоа многу интензивно уште од 50-тите, 60-тите години. Разбирате, театарот не е само место каде што треба да дојдеш да гледаш представа си одиш. Напротив, во школи, институции, така натаму. Значи, театарот е аспирин, ако го гледаме од медицински аспект, за превентива, нели, за заштита на човековиот дух и идентитет. Сите вклучени во проектот Градски театар Охрид се млади, професионални кадри, образовани. Да. Меѓутоа сите тие се без решени основни екзистенцијални прашања. До кога можат ентузијастички да работат, до кога Горан Стојановски може така да работи, до кога можат и тие да работат. Дали некогаш не ви доаѓа едноставно да кажете се ми е преку глава и тоа да престане. Постои ли опасност тие луѓе да го напуштат овој град и да заминат едноставно? Може. Може многу лесно. Што може да се случи ако добијат тие некаква било каква шанса. Се заминат одмah. Разбирате, не заради тоа што не го сакаат театарот. Јас гледам обратно, тие го сакаат театарот, затоа се тука и вратени дома. Јас си бев понуда кога завршив факултет на Селено Скопје, не сега се вратив тука, имено не заради мене. Значи тоа треба да биде јасно. Го правиме за нас. И од друга страна па се прашувам. Да ми дошло преку глава, многу. Не заради театар. Не заради маката која внесуваме во театарот. Туку заради тоа што немаме разбирање за театарот, иако постои. Затоа реков преска. Тоа прашање треба да се упати на други места. Хитно. Мислам, вашиот медиум секој пат помагал до максимум. Мислам дека тие прашања треба да се постават. Реално. И мене не може да ме катапултира ниедно чувство, затоа што јас наидувам на препреки. И тие препреки ми е драго да ги решавам. Кога ќе ги решам препреки. Значи јас не барам или групата или градот театар да ни направите, па ние сега немаме што да правиме, ќе си правиме забава. Не. Битката е многу важна. Каде се гледате војнина? Во Градскиот театар Охрид или може би на друго место? Народен театар Охрид. Благодарам.